Среќни сме што можевме да работиме во изворедни услови кои ова драмско ателје, односно училиштето Димитар Влахов со својата управа го негуваат уметничкиот моментум на творење на представи. Јас сум многу задоволен што ова училиште веќе го зеде приматот така како водач на правење театарски представи. Многу сериозно пристапува и дотолку повеќе мојот однос одговорен, затоа што кога имаш услови за работа и пред се овие млади таленти кои ми се доверуваат во 2 месеци, така временски период, многу се радувам што можеме да покажеме резултат кој ќе биде оценуван. Се извинувам. Тоа оценување сигурно не значи дека ќе биде заокружување или последна представа. Затоа кажав дека ова средина на најдобар начин ја едуцира својата бројченост, односно својот квалитет. Ако само свртиме една страна, нема коледж во Америка, во Англија, говориме нели процесот на работа во средните адолесцентни денови, години на живот на овие млади луѓе, дека театарот пред се е една доминантна ставка, би рекол, една доминантна љубов. Значи, градацијата, творењето е само поттик во нивното дооформување во животот. И јас се трудам колку можам на тој дел од едукација да работам. Кога говориме пак за Тенеси Вилијамс, тој е толку податлив, затоа што неговите дела пред се со својата проблематичност, или ако сакате со својата љубов кон своето семејство и тие односи кои надоаѓаат и извираат од предложката драматуршка, сметав дека после комедиите кои ги работевме во училиште е правиот момент дека тие покажаа повеќе слојност на знаење. Значи, тие неколку години ова доверие кое ми го дадоа, јас сметав дека е потребно на така, за мене нема полесен или потешок текст, но на едно вакво сложено дело да пробаме дали можеме да постигнеме некој резултат. Се надевам дека публиката во недела ќе има што да види од нашиот Тенеси Вилијамс, ќе има што да види од ова млада актерска екипа, ќе има што да види од животот што нуди, дали иднината, дали сегашноста или минатото. Сето тоа поврзано, ние се трудиме да го објасниме на наш начин, на еден начин кој можеби е малку по-специфичен заради условите кои ги имаме на работа. Но сметам дека овие се дури подобри услови од некои професионални институции кои ги имаме. Во представата играм улогата на мајката, Аманда. Таа е малку построга личност, но со оглед на тоа колку што е ликот тежок, треба да даде се од себе за да го направиш ликот такав како што е. Со оглед на тоа на годините што ги имаме, значи јас сум 16 години и ми беше чест да бидам дел од една таква представа, како што е представата Стаклена менажерија, чиј автор е Тенеси Вилијамс и значи е гордост да имаш улога од еден таков писател. Според тоа што го видовме дека лесно се снаоѓата со искажување на емоции на сцена. Дали тоа може и во недела на премиера да го почувствуваме? Да, се разбира дека тоа ќе се почувствува. Треба да дадеме се од себе во недела и мислам дека ќе го постигнеме посакуваниот резултат. Јас да кажам, ја играм улогата на Джим во представа. Рековте дека сме сите различни, но сите сме исти. Во представа баш тоа ќе го докажеме. И сметам дека Джим е така еден посебен лик во ова представа кој влегува со најголема шега да едноставно да ги понижи луѓето во кои што живеат кои што работиме во ова представа, да. И тоа. Дали имаше одредени мали проблеми додека да се постигне ефектот и да се приме целосно улога? Па, со работа секогаш се бидува. И со прекрасниот режисер секогаш се постигнува најдобро. Јас се гордеам што имаме таков ментор. Се гордеам што имаме режисер кој веќе подолго време работиме со него. Кире Георгиев веќе е олицетворење на нашето драмско студио.
Се надевам дека и оваа генерација ќе извади еден глумец за во Народниот театар во Струмица, бидејќи со Димитар Влахов, односно земјоделското училиште поранешно, има плејада на глумци во нашиот театар, ги поздравувам сите и се надевам дека и ова генерација ќе изваде уште еден глумец, како Кира што го изваде Горан, и мислам дека нашите задачи како раководство, како тим кој го води Средното стручно општинско училиште Димитар Влахов, е на младите да им дадеме што подобри услови за работа, да им овозможиме да ги работат нивните идеи, затоа што светот останува на младите, а Кире Георгиев и менторката Олка Хаджиева многу добро ги менаџираат тие работи и се надевам дека во недела публиката во Струмица ќе има огромна желба да види што се случува на таа представа, бидејќи Тенеси Вилијамс, како што рече режисерот, е нешто што е чудно, нешто што сите ние го имаме во себе и се надевам дека нашите млади глумци тоа ќе го направат толку добро што ќе се чувствуваат како на една вистинска представа, бидејќи претходните наши представи, не само последните неколку години, туку сите претходни представи во СОУ Димитар Влахов биле ценети и на регионалните драмски смотри. Се надевам дека и ова година со учеството во Кочани ќе земеме некоја од престижните награди. Се надевам дека гостувањата што ги имаме со Кира Георгиев и со нашата театарска дружина ќе бидат посетени и во другите градови, како што лани беше тоа во Тетово, во Доиран и во други градови. И мислам дека пред се треба младите актери да уживаат во представата, публиката да ужива со нив, да се направи една слика на убаво дружење и мислам дека баш оваа представа, што Кире Георгиев ни ја даде, е приказната, публиката и глумците да бидат на едно место.